Благодарам, Мартин. Ке се видиме до крајот уште еднаш со Студио 6. Во овој период, од како започна пандемијата, сите доктори се на терен, освен со пациенти, излегуваат и во медиумите за да информираат, да дадат релевантни информации до граѓаните, до публиката и секако да помогнат за да може заразата да се совлада. Но не сите имаат исто мислење околу рестриктивните мерки. Во Објектив разговаравме и со професорот, универзитетски професор Вело Марковски, специјалист инфектолог. Еве го разговорот. Професоре, пред нас е уште еден долг карантин, кој беше предложен од Комисијата за заразни болести, а прифатен од владата заради растечкиот бран на новозаразени и починати од коронавирус. Честопати го слушавме вашиот став околу рестрикциите, но дали во услови кога е ваква статистиката сте против оваа мерка? Какви чекори предлагате да се преземат? Добро вечер, да ве поздравам вас и вашите гледачи. Прашањето е многу комплексно, значи тука сме каде што сме. Да, владата преку предлогот на Комисијата за заштита од заразни заболувања донесе ваква мерка и таа мерка мора да ја почитуваме сите, нели? Таа е таа мерка која некој продолжен викенд со ограничено движење до некаде до понеделник. И тука мислам дека не треба да има дискусија. Мислам дека треба тие одлуките да ги почитуваме. Меѓутоа, во однос на не би се сложил дека јас сум против корона или мерки. Меѓутоа, во неколку настапи цело време се обидувам да дадам некој научен пристап на ова што ни се случува и да извлечеме некаков поволен заклучок. Сега, ако некој кажува дека бројките кои треба да ги предвидиме на заболени се многу повисоки од тие 2000, дека таа на ваква горна респираторна инфекција бројка од 2000 е мала, ние со 0,1% не можеме ниту да извлечеме поука, ниту да имаме колективен имунитет, ниту ништо. Значи, дадените бројки се многу ниски. Понатаму има неколку модела на решение и на излез од оваа состојба. Напротив, значи, ако некој кажува дека треба да имаме отприлика најверојатно во некој развој од околу 4000 хоспитализирани, околу 300 умрени, веројатно околу 40.000 болни и уште 10 пати веројатно е тој реален процент на позитивни, тоа би било околу 400.000 и тој е тој некој процент кога би можеле да се надеваме за колективен имунитет иако се работи за нова болест. Сега, ако од другата страна имате луѓе кои тврдат дека нема да имаме, дека ќе имаме само 2000, дека нема да имаме болни, дека ние со сите мерки ќе успееме вирусот да го истиснеме, сега се запрашаме кој го негира вирусот. Дали тие што реално гледаат дека таа е болест тук, ние не можеме да го избегнеме вирусот. Некој, значи, се работи за горна респираторна инфекција која се пренесува капјечно најверојатно. Меѓутоа, да не забораваме, од почетокот некако го забораваме тој податок дека на сите животни што беа на пазарот во Вухан, од сите животни беше изолиран вирусот. Значи, можно е да имаме и друг извор на зараза, да не се обвинуваме, нели, мерките не се најбитни. Мислам, Треба да имаме јасна концепција. Значи, што сакаме, така да и овие мерки. И претходните мерки беа по мене се избрзани. Значи, веќе мора да ги лоцираме и проблемите, да некој не мисли дека све што направил е супер коректно. Значи, се укина така наречен полициски час, при тоа се искоментира дека ги контролираме кластерите, дека здравствениот систем има капацитет. И за мене тоа беше во ред и јас сосема се слагав. Меѓутоа, ние во сите тие мерки кои ги преземаме епидемиолошки имаме неколку степени, тоа цело време го потенцирам. Првиот степен, кога имаме горно респираторна, пред се грип, нели ни е најблизо, е затварање на градинки, затварање на училишта. Втората мерка е забрана на јавни собири. И тука можевме негде да застанеме. И сега ние ако анализираме, ние всушност имаме овој број што ни се појавува, всушност се од некаде пред 2 недели, односно со мерката забрана на собирање во групи, не полицискиот час. Значи, ако ние само забраневме, нели, еве автобусите во Штип, тоа е групирање, нели, најлошото групирање каде пола сат седат 60 луѓе во автобус. Значи, само со таа мерка од спречување на луѓето во поголеми групи да се дружат,
бидејќи училиштата ни се затворени, можеби ова ќе го избегневме. Каков модел против COVID-19 имаме ние? Вака, ние отидовме со еден модел, меѓутоа недоволно објаснет, многу рестриктивен со сите можни мерки. Со полициски час, со затварање на градинки и школи, ова што го спомнав, јавни собири и така натаму, дистанца, социјална, носење, значи со сите можни оружја се испукавме, при тоа во почетокот имаше некакви резултати, значи тоа е тој веројатно кинески модел, меѓутоа потоа видовме слично се однесуваше соседна Србија, некој модел имаше Германија и Америка, нешто измеѓу, и имаше еден модел Шведска кој на почетокот изгледаше дека е добар, меѓутоа сегашните бројки покажуваат дека они од ова ја што го зборев, дека од прилика 300-400 нели по број на жители ако се помножи, они веќе го имаат. Значи они имаат веќе дупло повеќе и тоа е за анализа зашто сега кај нив не прекинува нагло кривата како што прекина во некои држави. Така да ние мислам дека отидовме без таков јасен модел концепцијски, што сакаме да постигнеме, и реков кога ги укинавме мерките, отидовме од прилика така лежерно дека имаме контрола, и одеднаш испадна дека сега се појавуваат нови случаи. Са повторно по мене, ме прашавте конкретно, мислам дека овој полициски час, значи сите останати мерки можеа да траат. Меѓутоа, ние носиме, се беше, мислам дека во ред, и неколку пати спомнав дека имаме добра ситуација политички, имаме влада коалициона од повеќето партии, меѓутоа тој несреќен момент што ние мора да одиме на избори ни се случи, и одеднаш стана поларизација, одеднаш да се напаѓаат министрите, потоа да се размислува и да се прашува нели не да се справуваме со болеста, туку дали ќе одиме на избори или не. И сето тоа некако сите тие мерки, нели, носење на брзина изгубија веројатно јако. Првата оптужба беше дека народот не е крив, а втората веројатно веќе се препознава по некои од медиумите дека некои од докторите се криви или сме криви, што е сосема погрешно. Мислам дека народот е исплашен и е многу информиран. Мислам дека треба да се оди со едукација, да се спречуваат овие колективни собирања и така натаму. И многу е важно, мислам, кога веќе се решивме дека требаше да останеме барем 14 дена на тој модел, да видиме нели на отворање, бидејќи сега имаме соседни држави кои се отвори уште скоро месец дена Србија и таму немаме пораст. Имаме Словенија, па дури една Босна се отворија, Хрватска и така натаму, и нигде нема ваков пораст. Ги очекувавте ли овие бројки? Вчера 101, денеска 120. Очекувате ли вакви? Очекувани ли се? Значи вака се. За да се анализира ова, мора да имам јас релевантни податоци. Од сите овие податоци што излегуваат, мислам дека нема до целост транспарентност во податоците. Во која смисла? Па нас сега ни треба не само позитивни, односно цело време. Значи нас ни требаат покрај тие што се позитивни, секој ден да видиме колку од нив се болни. Тоа е многу битен момент. Ако ги гледаме сите веб страни каде што се следат во светот движењата, во секоја држава ние имаме веќе се препознава кривата, тој бран, значи почнал, отишол до горе и се симнува. Скоро во сите држави го има тоа. Кога гледаме Македонија, уште 2-3 држави ние немаме бран, немаме крива. Значи сега тука треба да се анализира. Во целиот свет имаме 5% критични случаи, нели? А кај нас имаме 6%, дури беше и повисока смртност. Значи ваму има 5% критична, ние имаме поголема смртност од критичните бројки. Исто така, за да се изведе добар заклучок, дали ние сме на опашка на епидемија или симптоми, треба да се види односот на болните, ова што викам, што ние не го добиваме како податок, и со односот на критичните болни. Таму каде што епидемиите запираат, тој процент веќе од тие 5% на критични болни падна на 1%, што е добар показател дека вирусот ја губи вирулентноста или пак епидемијата се става под контрола. Кога зборуваме за заштитната опрема, во некои од интервјуата велите дека заштитната маска треба да ја носи човек кој што има некаква тегоба. Како да се заштитиме од вирусот? Како се заштитувате вие? Како пазарувате во маркет? Значи, одењето во маркет е јавен собир.
И таму мора да се носи маска, бидејќи тој некој собир што не може да се избегне, нели? Се донесува некои одредби колку луѓе може да се собираат, меѓутоа таму мора да се носи маска. Законски ние донесовме одредба дека треба да се носи маска и луѓето мора да носат, бидејќи следуваат казни, јас поинаку не гледам. Како да се заштитиме од ваков вирус? Мислам дека тоа што го реков, да, уште стојам, значи ако сте надвор, ако сте здрав, ако на разминување не може да се добие вирусот, маската може да биде штетна. И тоа го рече дури Светска здравствена организација на неколку пати. Поготово ако ни се дигнат сега температурите, ние имавме еден период топол, меѓутоа имавме заладување. Значи, таа заштитна опрема, да, меѓутоа таму каде што има собири, таму каде што ќе се собират и мора да се работи на превентивата, односно на свеста на луѓето. Значи, надвор од оваа пандемија, човек кој има некакви горно-респираторни симптоми, треба да проба да не излегува меѓу луѓе, да биде дома. Ако излезе да носи маска и така натаму. Значи, од тој аспект треба да се почитуваат тие мерки и надвор од ваква една пандемична состојба. Значи, можеби, сега, ние се исплашивме не толку од позитивните, од големиот број на умрени. Меѓутоа, средно во цел свет некаде смртноста е помеѓу 14 до 16 дена од разболувањето, така да овие бројки на умрени се од веројатно 2 или 3 недели пред тоа луѓето разболени, и тоа и пред Рамазан и пред било кој празник, така да ние од тука се исплашивме, веројатно и панично изреагиравме малку повторно комисијата, имајќи ги овие до сега, нели, вакви бројки кои ги немавме, и веројатно се тие од тогаш тие случаи. Остава ли трак заразата кога човек ќе оздрави, кога ќе покажа 2 негативни теста, дали COVID-19 во телото може да си остави свој печат кој што понатаму ќе пречи? Значи, самата инфекција, нели, тие 80% што поминува многу лесно, не остава последици, според досегашните сознанија, нели, сепак е краток период, можеби некакви сознанија ќе остават дека можеби некој друг орган го напаѓа и така натаму. Значи, ние имаме се многу парадокси кај ова COVID инфекција. Имаме 80% кои поминува многу лесно и 20% кои одат тешки. Парадоксално е да тие тешките 15%, тие 20%, нали, добиваат масивни билатерални пневмонии, се водат како вируси. До сегашната медицина не е познато да лесно се оздравува таква масивна билатерална пневмонија. При тоа нема јака борба, зборуваме за овој процент. Дури има трудови каде што се правени компјутеризирани томографии на белите дробови на луѓе кои немаат симптоми. Изненадувачки дури 50% имаат наод. Значи луѓето што немале симптоми имале наод, меѓутоа тој е тој парадокс кога има масовна пневмонија, а човекот оздравува и потоа нема лимфни жлезди, нема цитокински бури, барем ја не видов во овие трудови, што упатува дека можеби коронавирусот постои, луѓе, значи цел свет е блокиран. Меѓутоа парадоксот зошто овие луѓе умираат, можеби треба да се бара причина во некоја друга придружна состојба или некоја провокација која ја прави вирусот или коронавирусот во организмот, поради што настанува сега една ургентна интернистичка состојба. Нагло развивање на вакви состојби, нагло развивање на акутен респираторен дистрес и смрт. И ние тоа треба да го анализираме научно за да побараме кои се тие причини што ни доведуваат до вакви состојби за да си ја намалиме смртноста. Ќе биде ли ова болно лето? И дали со доаѓањето на есента, со оние сезонски грипови, зарази и така натаму, може COVID-19 да мутира и да покаже уште потешка слика кај луѓето? Тешко е да се предвиди, наистина е тешко да се предвиди. Гледам дека регионот се отвори, повеќето државите се отворија. Дали за нас ќе остане вака, дали ние оној момент кога ќе се отвориме, па тогаш ќе ни следи епидемијата, бидејќи мислам дека престрого држивме и затоа ни е таа крива нас права. Всушност немаме бран. Како ќе биде летово? Ако одат вака кривите како што одат секаде, веројатно ќе се смири. Тоа е искуството од царскиот Мерс, 3 до 3,5 месеци траја тие епидемии, потоа природно се повлече. Значи ние сега се надеваме дека природно ќе се повлече вирусот. Ако не се повлече, дали ќе мутира, веројатно му паѓа вируленцијата и би требало да му падне.
Треба да заврши овој бранд, треба да го изанализираме и да видиме дали повторно ќе ни се појави. По научните сознанија досега што ги имавме од останатите тие бета коронавируси се појавуваат, меѓутоа после неколку години, 10 или 12 години. Професоре, ви посакувам да бидете здрав, да се видиме повторно откако се тоа ќе заврши. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас.